Добро утро, почитувани гледачи. Добре ни дојдовте и во денешното ново издание на емисијата Фактор здравје. Ова утро темата и целата емисија ја посветуваме на децата, односно зајакнување на детскиот имунитет во зимскиот период. Родителите честопати знаат да речат или да прашаат дали му имунитетот на моето дете е ослабнат, бидејќи честопати се разболува. Што да правиме, каде да не грешиме, што е она што најдобро може да го направат за своето дете, да вложат во неговото здравје и да има добар и силен имунитет. На оваа тема утрово разговараме со доктор Мира Атанасова, специјалист педијатар од приватната здравствена установа доктор Мира Атанасова, ординација по семејна медицина и педијатрија. Добро утро, доктор Мира, и добре ни дојдовте. Добро утро, добро ви најдов. Да. Пред да влеземе во студиото имавме доволно време и да се видиме и да продискутираме, да поразговараме, значи толку интересен разговор и муабет си направивме со многу практични работи кои верувам дека секој родител би сакал да ги слушне. Ќе почнеме на почеток, ајде моменталната состојба со грипот. Рековте дека многу деца има во ординациите и слушаме нели по информативните емисии дека по 2000 и нешто нови пациенти секоја недела во овој период кога е актуелен грипот. Грипот актуелно, ние некако го започнавме уште пред да заврши првото полугодие. Имавме наплив на доста дечиња, онаа последна недела од декември. Сите доаѓаа со оние високи температури што сте карактеристични за грипот, високи, велам, 39,5 до 40. Беа доста вознемирени родителите, се боревме буквално по неколку дена да се симне таа температура. Кај некои деца дури направивме тестирање, верувајте, и најголем дел од тие тестови покажаат тип инфлуенца А. Значи, циркулират, верувам, најмногу во државата тој тип на грип. Не дека нема и други типови, верувам и типот Б може ќе се појави, меѓутоа типот А е доминантен во моментов. Сега нели едно мало затишје, да не речам, бидејќи дечињата ни се на распуст, меѓутоа ги имаме статистиките од Институтот за јавно здравје, гледате, тоа не загрижува сите. Статистиката нивна споредбена со лани преклани, верувам дека е точна и дека ние имаме неколкократно зголемување на бројот на пациентите со грип. Мене искрено као педијатар ме загрижува сега враќањето на децата на настава. Веќе од вторник, нели од 20 почнува второто полугодие. Не се одложи, ако се споменуваше, не се одложи распустот. Верувам сите што беа болни пред Нова година, веќе оздравеа, меѓутоа ние сега имаме, да речам, ситуација овие денови што ни следат, некој ќе дојде нели во контакт, а инкубацијата на вирусот на грип е толку брза, 1 до 3 дена, верувајте, така да очекуваме, значи, изголемување на бројот на нашите пациенти што ќе не посетуваат во ординација. Така да, загрижува дека фактот имате, што ние прикрепуваме и доста нели предшколски деца, доенчиња. Загрижува фактот дека ние ќе очекуваме дека и кај таквите дечиња нели ќе имаме ситуации со заболување на грип. Меѓутоа ќе апелирам до родителите на внимателност, на зголемена грижа, да нема нели она собирање во простории кај што има многу народ, да имаме и општи мерки за хигиена, да преземеме се што треба и за во домот и за во наставните нели простори, децата кај што учат, градинките верувам си имаат и своји протоколи за заштита, со проветрување на просториите, хигиена, чистење, тоа темелно миење на раце што го кажуваме стално, да се потрудиме нашите деца да останат здрави. А секој родител нели сака тоа здраво и го дете, посакува и тоа и го прави. Препораките веројатно од секој лекар е дека ако детето е настинато или болно не треба и не мора да оди ниту во градинка, ниту во училиште, не е проблем да се изостане неколку дена, подобро е да одлежи, да го помине сето тоа како што треба, па за да не биде заразно и за останатите. Точно, грипот е многу тешко вирусно заразно заболување. Без оглед која категорија на граѓани ќе ја зафати, верувајте, мора да се одлежи. Тоа уште од старо време се памти дека грипот трае 5 до 7 дена и пожелно да се одлежи, да се одмараат пациентите, затоа што и да сакаат не можат да движат, верувајте, они се приковани за кревет. Интензивни, силни болки имаат во мускулатура, во коски, главоболката е силна. Па пропратено е тоа се со една надразнителна кашлица, растечнат нос, затнат нос, едно омалоксување на организмот, една млитавост, немате желба за ништо да сработите, немате апетит едноставно.
Тука демна опасност од дехидратација, што е помало дете, ние се плашиме, нели, доенчињата можат да ни направат компликација од грипот, од тие тешки форми на пневмонија, бронхопневмонија и бронхиолитиси. Така да верувам, секој дом, секоја куќа дома поседува антипиретик, поседува електролитни раствори, поседуваат пробиотици и нормално тука здравата исхрана ќе има голем удел. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас до самиот крај, повелете, јавете се, вклучите се во емисијата со ваши прашања. Со доктор Мира Атанасова, специјалист педијатар од приватната здравствена установа доктор Мира Атанасова, ординација по семејна медицина и педијатрија, зборуваме за зајакнување на имунитетот кај децата во зимскиот период, но и актуелната состојба и со грипот и сите придружни и останати вирусни заболувања кои што дополнително се јавуваат. Доктор Мира, во текот на самиот разговор ќе подспомнуваме и за дел од овие, бидејќи како препорака и совет би биле од голема важност за родителите доколку се соочуваат и имаат детенце кое што е во моментов болно. Ајде за имунитетот, што лежи во основата на имунитетот, што тој представува и зошто е толку важен буквално одраѓање и во текот на целиот живот? Многу комплексен процес. Толку комплексен што верувате, овде се испреплетуваат многу механизми во детскиот организам. Морам да укажам да сватат сите дека детето не е миниатура на возрастниот. Значи не е пресликано нешто на возрастниот. За да стигне до таа возрастна категорија, треба да помине долг пат, испреплетен со пречки, со предизвици. И родителите мора се свесни дека ние мора да инвестираме, нели, во здравјето на нашите деца. А инвестирањето е од првиот ден на раѓањето. Што значи по дефолт дека таквото детенце сакаме да се дои. Ние педијатрите велиме, мајчиното млеко е најважната храна за едно новородено. Мајчиното млеко е чудото на природата. Зошто велам така? Тоа млеко содржи многу хранливи материи, содржи соодветен сооднос, нели, на масти, на шеќери, на протеини, се што му треба за растот на детето. Меѓутоа, мајчиното млеко содржи и доста живи клетки, полиморфонуклеари. Мајчиното млеко содржи антитела, нели, што ги има мајката во себе. Така да една добра подлога, основна, првите 2 недели што се лачи колостромот, велиме, е најважното нешто на светот. Да не го лишиме детето од мајчиното млеко. После 15-тиот ден, нели, ќе се дојде и вистинското млеко. Меѓутоа имаме ситуации кога имаме причини од страна на мајката. Нели, има состојби на агалактија, на хипогалактија. Имаме и некои анатомски или други причини од страна на бебето кога не може тоа да се воспостави. Тука несомнено ќе ги советуваме, нели, адаптираните млека. Адаптирани млека фирмите прават во денешно време од кравјо млеко, од козјо млеко. Меѓутоа велиме, не можат фирмите ни со генетски инженеринг, ни со не знам каква процедура на производство, токму да ги произведат сите овие работи што ги кажав, значи живите клетки и антителата не може да се произведат. Значи затоа мајчиното млеко велиме безценето, нема цена и искрено посакувам секој наше дете да се дои. Ако ги знаете препораките од Светска здравствена организација до пред пандемијата со ковид, беше препорака секој детенце наше, или светско дете, да се дои до 2 години, замислете. И јас сум срекна као педијатар, имам доста упорни мајки, кои што јако одат на работа, јако дечињата им се во градинка, замислете, се уште го одржуваат доењето. Па нека е само ноќните или вечерните часови. Таа емоција, таа врска, дава и таа заштита на мајка, дете, не така? може никој, нели, да им ја одземе. Меѓутоа, после пандемијата, еве Светска здравствена настапи со препорака да децата се дојат и до 3 години. Тоа може е чудно на секој од нас, меѓутоа, од друга страна, па ја зголемува целата таа поддршка што детето ќе ја добие од мајката како имунитет. И сега верувам дека доста од мајките може нема да го прифатат ова како препорака, меѓутоа ние сме презадоволни ако се дојат нашите дечиња барем до 2 години и ако со почетокот на 5-тиот, 6-тиот месец веќе почнуваме не она дохрана, знаете, внесуваме. Како ексклузивно доење до 6-тиот месец? Да, ексклузивното доење до 6-тиот месец, ама тука околу 5-тиот, 6-тиот месец веќе внимаваме кај дечиња што рано или ќе ни посетат градинки, обично со 8 или 9 месеци, во наводници да побрзаме малце, да ги научат сите тие вкусови, да ги совладаат кашичките зеленчукови, овошни.
да ги внесеме протеините од типот на месо, жолчка, јајце, риба, значи сите тие продукти гледаме до 8-9 месец како и да е да бидат внесени во јаловникот на дечињата, а доењето сепак препорачувам да остане колку може подолго време. Иако велам, имаме вработени мајки кои што сепак си имаат и обврски дома и на работата, доењето барем навечер, ноќните сати да го со своето доенче или со своето мало дете да го задржат. Да, па и бебиња родени во зимски период, кога нели најмногу ги има овие вируси, настинки и грипови, како велат, штом го доите бебенцето, значи го штитите на тој начин, што повеќе, така? Точно. Да. Доените деца се секогаш поздрави деца, велиме ние педиатрите. Доените деца имаат поголеми когнитивни и интелектуални способности. Значи тоа треба сите да го разберат. Значи тоа дете понатаму во животот ќе има поголем успех на училиште, ќе има подобра меморија, ќе има подобро памтење, внимание, интелектот ќе си дојде нели со сето тоа понатаму. Така да доењето да биде нели приоритет на сите нас, иако ми е многу жал ако ви велам има причини или од страна на мајката или од страна на бебенцето да едно доење биде или ускратено или намалено, а се знае ние педиатрите кравјо млеко во чист облик нема да дозволиме барем до првиот роден ден. Адаптираните млека сепак ги имаме на нашиот фармацевски пазар, голем е тој избор. Да не зборам тоа се скапи млека, цените се високи, нели сепак битно е и како тоа ќе влие на стандардот на семејствата наши. Вака е наједноставен начин и млеко да остане барем до година, а топло ќе препорачуваме од тие продукти што децата од млечен тип ги внесуваат. Сепак јогуртот би го издвоила како нешто што е најкорисно и ние веќе од после 6-тиот месец го дозволуваме во исхраната. Нека се киселите млека, изварката децата многу добро ја поднесуваат. Така да киселите продукти на млеката содржат доста пробиотски култури, а пробиотиците и како не се нели важни за имунитетот и за здравјето на цревата. Така да. Имаме гледач на линија, да го слушнеме прашањето. Добро утро, повелете. Добро утро. Ве слушаме, повелете. Поздрав до емисијата, до водителката и до докторка. Ви благодариме. Докторче, јас си имам внукичка, имам паравнук. Првото го дуи година и 3 месеца, а со второто мачице цел месец не ќе да му дава никаква вештачка храна, мислам. И се му даваше од неја дацица со сила, така и наредуваше и докторката, дава му, а нема млеко. Никако да и дојде млеко. И после тоа едно време дава му, вика, гледам го цица, како да има нешто да тегля. И после неколку дена, после тај месец, вика, гледам го, повраќа само крв. А ја мислам, вика, дека пупката што ме боля до згоре, тоа брадавицата, вика, тоа е таа крв. После, вика, зема да се стиснам, вика, од дојката ми тече крв. И престана да го дое и му дава тие вештачки храни. Сега бебето е 8 месеци. Почна да му дава и кашички. Дали може да преде на кравјо млеко или на било какво вие поубава, знаете да ми објасните. Ете така, сега веднаш ќе слушнете и совет и препорака. Ви благодариме за јавувањето. Во овој случај имало проблем, очигледно, или од страна на бебето, или од страна на мајката, затоа што не била веднаш воспоставена таа регулација на доењето. Многу често кај мајките има и рагади на брадавицата. Тие рагади стварно им се голем проблем. Они се вознемируваат затоа што и чувствуваат болка, а и се плашат дали детето кога ќе цица малце крв, тоа ќе биде проблем. Верувате, не е проблем. Рагадите брзо ги решаваме, од денешно време има голем број на препарати и масти и очекуваме да брзо нели се заздрават како процес. Меѓутоа ми е криво ова дете ако со 8 месеци нели не се дои повеќе. Адаптираното млеко, спомнав, мора да биде застапено барем до првиот роден ден. Верувате, не дозволуваме. А не кравјото, како што и пред малку споменавте, значи, купено од маркет, од тетрапак, нема да дозволиме до 1 година да го прима. Знам колку е скапо тоа млеко, реков, колку тоа нели влијае на буџетот на семејството, меѓутоа на 8 месеци ова дете може да се нуди со јогурти, може да се нуди со кисели млека, со изврка. Зошто да не со моцарела, со несолени нели сиренца, тоа дозволуваме.
Меѓутоа кравјото млеко барем да издржа до година дена и секоја потреба понатаму кравјото млеко да се добро вари. Тука грешат нашите родители што директно на децата даваат кравјо млеко тетрапак, само го смлачуваат, меѓутоа верувате фирмите на вас не ви го стерилизираат млекото. Вие немате долга стерилизација каде што би биле сигурни дека се уништени сите бактерии, дури и туберкулозниот бацил што може некоја крава да го излачува. Топло препорачувам, значи таквото дете барем до година да издржи без кравјо млеко, а понатаму од година натаму со добро сварено кравјо млеко. И тетрапак млекото може сварено, да продолжа. значи, И да. пак им треба адаптација на овие дечиња. Првите 2 до 3 недели советуваме, велиме двополовинско млеко, пола вода, пола млеко. Наредните уште недела 2 на двотретинско да дојде, да се адаптираат тие детски бубрези. После тие неколку недели адаптација ќе може чисто кравјо млеко да пие. Зошто ги спомна бубрезите? Бубрезите може да страдат од фосфатите што ги содржи кравјото млеко. Фосфатот нас затоа ни е проблем како педиатри да не дозволиме голема количина да децата внесат како фосфати, ги оптеретуваат бубрезите, а фосфатот секогаш се бори со калциумот во детскиот организам. Кога имате вишок на фосфати, калциумот ќе го трошите од коските. Значи таквите деца ние ризикуваме да имаат послаби коски, да имаат и рахит, затоа советот е кравјо млекото прва година не. Не. А веќе после кога ќе почне да се внесува количински, колку доктор Мира, затоа што има родители ќе речат моето дете цел ден е на млеко. Да, многу сака да го пие. Има деца што многу го сакаат кравјото млеко и едноставно не само за поедок и за ручек го сакаат и за вечера, меѓутоа претераната количина на кравјо млеко, не само што фосфатите ги спомнав се проблем, проблем ќе бидат, да речам, и сите недоволни ресорбции на железото во цревниот систем. Деца што ни се на нас цело време на кравјо млеко, а не јадат друга храна, или едноставно е занемарен или запоставена исхраната со месо, јајце и зеленчук, вие ќе имате пред себе дете со анемија. Значи, затоа кравјото млеко го обвинуваме во наводници и за анемија, и за слаби коски кај децата ради фосфатите, а да не спомнам колку ни е на нас честа проблематика алергијата на кравјите протеини и колку ние имаме дечиња што имаат алергија на кравјо млеко, што понатаму може да има реперкусии во животот. Не знаеме у старт, без да испитаме, нели, меѓутоа имаме деца со атописки дерматити, деца со екцеми бебешки, деца што имаат честота во кашлици, честота на респираторни инфекции, на крај замислете ќе дојдеме до заклучок дека кравјото млеко е проблем и кравјото млеко ја прави целата таа состојба. Да. Колку е важна, гледате, информираноста Точно. и точната информација упатена до родителите, за да не ги направат оние добронамерни грешки. Секако, Така, секако. никој Затоа не сме сака ние лошо тука да да им направи за кажеме- своето дете, ама Така. несвесно некогаш грешиме. Да, имунитетот не се гради преку ноќ. Тој се Точно, тој се учи, тој наследува. се тренира, се наследува, се гради. Влијат на имунитетот и генетските фактори, ама влијат и тие епигенетски или околински фактори што ги велиме. Значи средината кај што живее едно дете, секојаш имунитетот као педиатри сакаме да потврдиме и да знаат сите дека има неколку постулати на кои што он почива. Тоа се секојаш добрата исхрана и квалитетната исхрана, еве го спомнавме, доењето е број 1, а понатаму детето ќе внесува балансирана храна со сите состојки што треба да ги содржи за негова возраст. Добриот сон, морам да го спомнам дека и на тоа почива еден добар имунитет. Понатаму спортот, физичката активност, движбите, трчањата, скокањата, здравите деца мора да бидат активни. И на крај да не ги заборавиме суплементите што ние као педиатри во зимскиот период мораме неколку препарати да сугерираме за здравје на децата и за зголемување на имунитет. И како последни би ги спомнала редовните вакцини. Редовните вакцини многу важни за нашите деца да одбегнеме да заболат од некоја тешка заразна болест, што верувајте може многу реперкусии на нивното здравје да доведе, да имаме компликации, затоа вакцинацијата на сите педиатри не е многу важна да се спроведува по редовниот календар како што е кај нас. Так. Сега состојбата каква е со вакцинацијата, така помалку повеќе не успеваме да дојдеме до години наназад се среќаваме со, да не речеме и уште од пред пандемијата имавме проблем, ако памтат сите 2019 година во Македонија беше прогласена епидемија со морбили. Тоа не изненади сите, затоа што ние сметавме дека голем дел од децата ни се вакцинирани, тој колективен имунитет, велиме 95%,
тежниот сите држави да го имаат. Меѓутоа кај нас беше паднат процентот, да не речам дури и под 80%, и затоа ни се случи една епидемија со морбили. Верувате, цела година изгубивме во наводници за да третираме, да лечиме деца со морбили. Ние имавме возрастни заболени со морбили. Памтат сите на еден оддел на детска клиника заболеа докторите и сестрите, затоа што примија дете со морбили на детска клиника, не знаејќи дека е морбили во прашање. А возрастните многу потешко ја поминуваат. Точно дека возрастните многу потешко морбилито ќе го поминат. Се плашиме од морбилите сите ние како лекари, како епидемиолози, инфектолози, затоа што се многу тешки компликациите што морбилите ги даваат. Тешки се компликациите врз дишното стебло, значи пневмонии, бронхити, бронхиолитика и мало дете, а посериозни компликации се на мозокот од типот на енцефалит, менингит, паненцефалити. Таквите пациенти, верувате, може доживотно да останат со страбизам, може да останат со оштетен вид, да не кажам колку може и тоа да бидат како компликации на менталната состојба на таквите пациенти. Значи, изгубивме цела година за морбили, после ни почна пандемијата 2020 и овде изгубивме 3 до 4 години, да не речам. Општо знаат сите колку се боревме и на основно, на матично ниво, и колку и дечења имавме ние позитивни на COVID-19. Ќе ја спомнам и епидемијата со пертусис во 2024 година. Магарешката кашлица, така? Да, како тоа е малку магаречката кашлица. Сите наши стари што еве не слушаат, сите знаат што значи магаречка кашлица. Македонија има добиено сертификат од Светска здравствена организација дека е ерадицирана оваа болест во Македонија. Јас ќе ви кажам искрено дека и како студент не сум ја гледала, нити како педијатар специјалист не сум гледала пертусис. Да дочекам на овие мои години со волкаво искуство и стаж, да цела година 2024 лечиме не само дечиња, ние имавме возрастни пациенти, кај мене има и возрастни пациенти малку прикрепени, со многу тешки клинички слики, некои верувате завршија и во болницата во Козле, некои завршија и на инфективна клиника. Ние во старо време, да ви кажам искрено, не можевме да ја учиме болестот и немавме пред нас дете да видиме како изгледа со пертусис. Старите професори наши ни пуштаа касетофон да го чуеме препознатливо кашлање како магаре. Старите професори не учеа од атласи и затоа ви велам, ние цела година 2024 изгубивме заради тоа што прогласивме епидемија на пертусис, а се е тоа одраз на недоволниот процент на вакцинација со дитепер вакцината. Дитепер вакцината се дава малце почесто, знаат сите наши родители, ја даваме од 3 дози првата година. Ревакцината ни е на година дена од последната доза дитепер, ја имаме во прво оделение, мислам дека ја префрлија прво МРП во прво, а сега во второ дитеперот ја даваме, во 8 оделение или 9 се даваме нова доза, така да верувате 4 до 5 пати истата вакцина ја даваме додека децата пораснат. Таа вакцина пружа имунитет ако вие сте комплетно заштитени. Една доза или две, а останатите ако не се дадени, вие не го направиле целосно комплетирано. Така да. А доста е драматична клиничката слика, така ако имате дете до вас, би рекла не само за возрастните, за децата сепак е драматична, а најдраматична е за доенчиња. Во болницата во Козле, во клиничката болница, има случаи на доенчиња, замислете што немаа ни полни 2 или 3 месеци. Ако ние првата вакцина ја даваме на возраст од 2-2,5 месеци, да не речам 3 најдосна, тоа беа дечиња што немаа примено, замислете, ни прва доза дитепер. И затоа тешко поминавме со тие деца. Јас само ќе апелирам на редовна вакцинација, нека сватат сите од болеста е толку тешка и може некојаш и смртно да заврши. Тие дечиња со тешка слика се, со заценување, со реперкусии на снабдувањето на мозочето со крв и со воздух, едноставно може да има и трајни последици. И тука се заштита и лично за себе од многу болести, заштита и за околината, значи мораме малку посериозно да внимаваме на сето тоа. Следува уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот, останете со нас. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Мира, зошто зимскиот период е предизвик за детскиот имунитет или за имунитетот генерално кај секого? Што е тоа што го оптеретува во овој период? Зимата е типичен период кога нели имаме пониски температури,
Голема е влажноста на воздухот, ги имаме очекуваните дождови, ветрови, посакуваме да има и снег. Така да многу е битна која категорија на деца ќе обработуваме. Кај на сепак се предизвик доенчењата и малите деца до првите 3 годинки. Затоа и педиатрите велиме, ние имаме оние 3 скали во педиатрија што ги велиме дека треба децата да ги скокнат во имунитетот. Така да првите 3 години се на прва скала, вторите 3 години, тоа е до 6-тиот роден, значи е втора скала да ја скокнат тие дечиња, и последната скала е веќе 12-13 година, кога сметаме дека веќе некој си имунитет има оформено, што е приближно да сличен на возрастните. До 6-та година обично има, да не речам, едвам 40% од имунитетот што децата го стекнале, споредбено со тоа што возрастните го имаат. Зимскиот период зошто е предизвик? Имаме и променливо време, ниски температури, сега имаме и деца што се во колективи, во градинки, во училишта. Неминовно ќе дојдат во допир со вирусните инфекции, ако секојаш тврдам првите 3 години се преку 90-95% вирусни инфекции, ретко ние педиатрите гледаме бактериска инфекција до 3-та година. За нас е и нормално да не посетат во наводници секој месец. Нормално. И затоа и статистиката вели едно мало дете до 3 години може да се разболи 7, 8, 10 до 12 пати во годината, замислете. Тоа значи секој месец во наводници може да не посета. Ама значи ли тоа дека има слаб имунитет? Не значи дека има слаб имунитет, затоа што па едно дете, верувате, е најздраво првата година. Првата година, доенчењата, ако се на доење, ако живеат во солидни услови, солидна исхрана, не треба се разболат. Затоа и мајката, велиме, го пружа тој имунитет преку мајчиното млеко. Меѓутоа, поаѓањето во градинка, од една страна има добра страна, што едно дете ќе се социјализира, ќе се воспитува во таква установа, ќе научи со другарите да се однесува, подобро јадат децата во градинка, велиме, таму во друштво се јадат подобро. Да, повкусни им се манџите таму отколку дома, ако им ги тоа обично го подготвувате. коментираме со мајките, меѓутоа неминовни ќе бидат и секогаш придружните вирусни инфекции. И тоа е она потребно за децата да го стимулираат и вежбаат нивниот имунитет. Ние не можеме децата под стаклено звоно да ги одгледуваме, тоа им е јасно на сите. Обично родителите знаат да се возбудат при првата покачана температура, се возбудуват и се плашат кога детето кашла, меѓутоа ги убедуваме дека најголеми пријатели на децата се покачаната температура и кашлицата. Значи тоа се најголемите пријатели. Зошто? Ако не ја покача децата температурата од 38,5 и нагоре, не може да ги активираат сите имунолошки механизми во организмот. Не може да почне онаа каскадна реакција кога сите полиморфонуклеари, сите цитокини, лимфокини, простагландини ќе се активира. Значи вие, ако пред време дадете антипиретик, ние затоа и секојдневно трошиме во наводници време да ги едуцираме нашите родители. Првите 6 до 8 часа секој педијатар ќе каже: не давајте парацетамол, не давајте бруфенски лек. Оставете го детето да се бори, нека е покрена одбрамбената реакција. Ако пред време го дадете лекот, вие ќе постигнете симнување на таа температура, меѓутоа само сте купиле време. Сте одложиле нормалната одбрамбена реакција. Вирусните инфекции се чести на таа возраст првите 3 годинки. Очекуваме детето да се бори. Првите 3 дена му даваме шанса на секое детенце да се избори нормално со наша помош. Таквото дете ќе се пои со електролитен раствор, таквото дете ќе прима неразблажени сокчења, чаеви, компоти. Ќе гледаме, значи, да го храниме, макар и на сила во наводници, и ќе ги изчекаме тие први 3 дена, оти некојаш се случува драстичен пат на таа температура. После 3-тиот ден, децата ја добиле битката со вирусот, ќе го видиме као педиатри, оној ситен исип како раш, како точки до мали ситни на кожата. Ние сме свесни дека битката ја добиле, ама борбата, велиме, трае до 7-тиот ден. Сите вирусни инфекции од таа возраст се само лимитирачки, само ограничувачки, детето ќе оздрави, верувајте, без да има потреба и лекар да посети, без да има потреба да му правиме лабораторија, а ја апелирам родителите без консултација на матичниот лекар или педијатарот да не влегуваат сами во лабораторија. Во денешно време, знаете, се им е дозволено. А сакаат веднаш да го направат тоа? Сакаат веднаш уште првите 24 сати да направат анализи. Верувајте, тоа не е нити исправно, нити ни помага на нас како лекари.
детскиот имунитет зема замах првите 3 дена. Значи има една нагорна линија, а врвот го достигнува 4-тиот ден. И секојаш им велам, почекајте 4-тиот ден, ако не сте нели со подобра клиничка слика, ние 4-тиот ден ќе направиме основната анализа. Не води на само клиниката, нели, не води и тоа што како лабораторија ќе го видиме. Кај нас има модерни во наводници анализи, тоа ЦРП сите некако погрешно го тумачат родителите, да апелирам да остават ние да го протумачиме резултатот, да не трошат време читајки или кликајки на интернет или на доктор Google. Ние за тоа сме тука да објасниме што треба, како треба, а секојаш вирусната инфекција детето ќе ја преброди. Имаме ретки случаи кога една вирусна инфекција знае нели да завземе малце друг смер, меѓутоа ретки се тие компликации од тип на бактериска компликација, каде што ние пак мораме нели да потврдиме и лабораториски и клинички дека се работи за една супер инфекција бактериска кога детето оправдано ќе добие антибиотик. Жално е што во Македонија, верувате, толку деца примаат антибиотик за вирусна инфекција, што стварно ми е криво што е така. И апелирам до сите мои колеги, до сите матични лекари, до сите што се семејна медицина и што прикрепува деца, многу внимателно да се постапува со препишувањето на антибиотска терапија. Верувате, даден антибиотик на вирусна инфекција не делува, децата пак си ја држат температурата, клиничката слика воопшто не се подобрува, само им го опаѓаме имунитетот. Да. И тој лек едноставно прави терен да вие побрзо добиете болно дете за брз период и пак некако ќе се вртите во тој зачарани круг, а верувам дека нема потреба. Така да. На крајот сме на емисијата. Времето секогаш брзо поминува. Може ли за крај препорака до родителите основата и суштината здрава и избалансирана исхрана, добар и квалитетен сон кај децата, повеќе физичка активност, но и витаминот Д да не го заборавиме? Најмногу посветивме внимание на доењето и на здравата исхрана. Сметам дека секоја дете треба да јаде месо, да јаде јајце, да јаде риба, да јаде се што е од зеленчук и овошје, затоа што па и зеленчукот овде ги содржи сите тие мали елементи, микроелементи од типот на цинк, бакар, селен, магнезиум и железо. Нормално природата направила се што е црвено и се што е темна, зелена или бордо боја да е многу важно за исхраната, со сите тие антоцијани, со сите тие антиоксиданси, тоа е многу корисно да го кажам да се прима. Добриот сон го спомнавме на кратко. Сонот е многу важен за репрограмирање на телото детско, значи да се обнови метаболизмот, да се обноват сите клетки. Нашите баби не за џабе велат легнете си рано за да пораснете. Затоа што хормонот зарас се лачи во 9 саат навечер, во 21:00, а секогаш се среќаваме со родители кои што велат нашето дете не е успиено во тој период, едноставно седат до доцна, до 24 часот заедно со возрастните. Мобилниот телефон и таблетите морам да ги спомнам, да ги тргнеме од рацете на децата и што покасно да дојдат во контакт со такви технологии, нели? Затоа што зрачи, виолетова светлина го возбудува од детското мозоче, они не можат да заспиат. Па кој не успиваше нас, да ве прашам? Нас никој не успиваше. Да. Ние сите трчавме, рипавме, пораснавме на улица. Бевме изморени, пораснавме во двор. Од сето тоа што во текот на денот како физичка активност. На овие деца сега им недостасува изгледа игра и активност и затоа морам да советувам како и сите други доктори физичката активност да не ја заборавиме. Децата наши во наводници мора да се изморат, цел ден мора да рипаат, да скокат, да имат активности и едноставно да си легнат навреме за да пораснат. Останав уште кратко ако може за витаминот Д, зашто е важен и зашто мора да се многу важен не само за малите деца, треба и ние возрастните да го примаме. Во летниот период, нели знаете, он се ствара во кожа, си имам процеси на хидроксилација во бубрезите и во црвниот дроб. По состав е фактички хормон, меѓутоа ние си го викаме нашиот сончев витамин, за да биде и поевтин и поприемчив, нели, со цени во аптеките. Многу важни улоги има. Ќе спомнам дека науката до денешен ден тврди има преку 4000 функции во организмот, тоа е огромна цифра, не сватлива за луѓето. А тоа би значило у превод дека секоја наша клетка има рецептор за Д-витамин. А штом има рецептор, значи он прави многу модулации и многу процеси во организмот. Имунитетот е многу важен и зависен од Д-витаминот, затоа што моделира
моделира за заштита од вируси и тоа и пандемијата нели го покажа колку ние имавме успех во терапијата со високи дози на D-витамин кај пациентите со ковид, така да нашите деца мора суплементација со D-витамин да примаат цел овој период есенско-зимски. Да ги спомнам најновите препораки од ЕСБГАН. ЕСБГАН е Европско здружение за гастроентерологија, педиатриска и нутриција. Тие веќе нас не наложуваат на малите деца да ние даваме до 1000 единици, ако препораките до скоро беа од 400 до 800. Значи, апел до сите родители, мало зголемување на дозите до почеток на мај да се внимава 1000 единици на предшколски деца. Ако ме прашате за школски, тогаш тоа би значило дека ние ќе дуплираме дозата на школски деца, што се активни, што се спортисти, што спортуваат, кај ни барем и 2000 единици на D-витамин да советуваме. И сите тие новитети и препораки, така педиатрите си ги даваат како информација до родителите за нивните деца. И соодветно препишуваме спрема возраст. Така. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас за поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Имајте убав и пријатен ден.